Здраво, здраво и во оваа видео и уште еднаш благодарам што го следите каналот на Level Центар, доколку не го сторивте тоа, заследете го нашиот канал, бидете во текст со сите нови видеа, а денешното видео ќе биде повторно лични заменки, меѓутоа лични заменки во датив. Минатиот час ги спомнавме и ги учевме личните заменки во акузатив и во номинатив, значи имаме лични заменки во номинатив, имавме во акузатив, денеска датив. Мало подсетување, личните заменки во номинатив се их, јас, ду, ти, еја, тој, зи, таа, ес, тоа, вија, ние, иа, вие, зи, тие и со голема буква, зи, значи вие. Прашални зборчиња по кои што можеме да ги пронајдеме или како да ги употребиме личните заменки во номинатив се веа, кој и вас, што значи што. Личните заменки, како што спомнав, имаат различни форми и во датив. Мија, значи мене ми, дија тебе ти, им немо му, иа неизе и, им немо му повторно, нели, во трето лице среден род, унс нам ни, оих вам ви, инен ним им и претилечка форма, инен вам ви. И како да ги пронајдеме личните заменки или кога да употребиме датив, кога можеме да поставиме прашање кому или на кого. На мене, мене ми, мија, дија, им, иа или повторно, како што реков, во трето лице за среден род имаме им. Зошто се битни прашалните зборчиња? Бидејќи ако прашаме кој, ќе кажеме јас, ама ако прашаме кому, ќе биде на мене или мене ми. Ама ако прашаме кого или вен, тогаш мораме да употребиме мене ме, мих. Или во второ лице би било кого, тебе, дих. Или кому, на кого, тебе ти, дија. И еве на крај, значи уште еднаш мала споредба помеѓу номинатив, акузатив и датив. Значи тука имате една табела. Уште еднаш ви благодарам што го следите Level Центар, ви благодарам што ги следите нашите видеа, доколку ви се допадна, ставете лайк, оставете коментар и се надевам одиме напред со нови знаења. Чус!